Следуваат вестите од светот. Останете со нас. Руски војници се трупаат на границата со Крим. Повеќе припадници на украинските вооружени сили распоредени на Крим преминаа на страната на локалните власти, јавуваат руски медиуми. Истовремено светските сили острого осудија мешањето на Владимир Путин во конфликтот на Крим, додека новиот украински премиер Арсений Јаценјук предупреди дека државата се наоѓа на рап на катастрофа. Според западните медиуми, руски сили во оклопни возила се трупаат на границата со Крим, додека телефонските врски се во прекин. Командантот на украинската морнарица Денис Березовски вчера објави дека се приклучува на проруските власти и се заколна на верност на народот на Крим. Избран е за командант на новоформираната воена морнарица на Крим. Пад на руската берза и вредноста на руската рублја. Кризата во Украина предизвика пад на тргувањето на руската берза од 10%, а вредноста на руската валута го достигна најниското ниво во однос на доларот и еврото годинава. Размената на берзата во Москва утринава се намали за 10% во првите неколку часа, пошто дојде до благо подобрување. Руската рублја, чија вредност годинава се намали за 10%, за прв пат го достигна нивото од над 50 рубли за 1 евро. Вредноста на американскиот долар е 36,4 рубли за 1 долар. Русија за време на викендот распореди војници на украинскиот полуостров Крим, што има големо стратешко значење. Западните сили одговорија со најава за санкции, а САД се закане и со можност замрзнување на руските финансии и трговски казни. Да им се одземаат децата на муслиманските радикали. Муслиманските деца кои нивните родители ги радикализираат треба да се третираат како жртви на злоставување и да се издвојат од нивните семејства, изјави градоначалникот на Лондон Борис Џонсон. Се проценува дека може повеќе од 100 деца, посебно оние чии родители припаѓаат на забранетата екстремистичка вахабистичка група Ал-Мухадеџирун. На децата им всадуваат луди желби за убиство и смрт, пишува Џонсон. Тој потенцира дека детето може да им биде одземено на родителите ако е изложено на порнографија или злоставувано, но не и ако е изложено на таков крајно нихилистички поглед на свет, што би резултирало детето да стане убиец. Апсење на над 100 лица во Босна и Херцеговина за организиран криминал. Во опсежна здружена полициска акција ширум федерацијата, над 100 лица се приведени на информативен разговор. Акцијата со кодно име Сигурност почна точно во 6 часот утрева. Уопсените лица се сомничат за организиран криминал во врска со трговија со дрога, уцени, лихварство и други кривични дела. Претреси се вршени на над 250 локации. Во акцијата учествувале над 2000 полицајци, државното и кантонално обвинителство, како и сите полициски агенции во Федерацијата Босна и Херцеговина. Во напад врз суд во Исламабад, најмалку 11 загинати. Најмалку 11 луѓе загинаа во вооружен напад врз суд во Исламабад, откако вооружени напаѓачи упаднаа во судскиот комплекс и отворија оган пошто двајца бомбаши, самоубици, активираа експлозив. Меѓу загинатите се и еден судија и неколку адвокати. Најмалку 24 луѓе се повредени во нападот. Досега ниту една терористичка група не презеде одговорност. По нападот евакуирани беа училиштата во близина на судскиот комплекс. Тоа беше се во Flash International. Останете со нас, следуваат регионалните вести на ТВ Стар. Довидување.